Добар ден. Националната агенција за европски образовни програми и мобилност денеска ќе презентира програмата Erasmus Plus, во која што се инкорпорирани подпрограми од областа на образованието, обуката и младите, делот за стручното образование, делот за високото образование, основното и средното општо образование, полето на млади, исто така и образованието за возрасти. Денеска на овој инфоден ќе ги информираме граѓаните од општина Аеродром, но и од градот Скопје за програмите и бенефитите кои што ги нуди програмата Erasmus Plus, како што напоменавме претходно за од предшколска возраст па се до делот на градот возрастни. Овие апликации на децентрализирано ниво во Националната агенција за европски образовни програми и мобилност се доставуваат, со тоа што на вистина и од 2014 година Република Македонија стана програмска држава, на исто ниво и на исти левел како и програмските држави, односно и земите членки на Европската унија, ЕФТА државите и Република Турција, со тоа што граѓаните од Република Македонија на вистина може да ги користат бенефитите и од година и во година можеме да кажеме дека буџетот на Националната агенција, меѓутоа и буџетот фактички и за Република Македонија од областа на образованието, обука и младите се зголемува. Со тоа што во 2015 година на вистина имаме голем број на апликации од областа на обуките за образованието, од областа на младите кои што се доставуваат во Националната агенција по електронски пат, со тоа што на вистина и наставниците, меѓутоа и учениците во средните стручни училишта, во средните општи училишта, во основните училишта, во високообразовните институции, на вистина имаат бенефит да го искусат она меѓународно искуство, кое што е корисно не само за самите граѓани од формален аспект или неформален аспект, меѓутоа тоа е корисно и за самата Република Македонија.